Добро утро, почитувани гледачи, и добро утро до колегите во студио. Изгледате одлично и енергично. Може би тоа е резултат на тоа што цела оваа недела се дружиме и ги слушаме советите на мотивацијскиот говорник и тренер за личен развој Жарко Костик, кој што е мој соговорник утрово и со кој ќе поразговараме токму на оваа тема, а тоа е каква е започна сето оваа приказна. На почетокот добро утро. И ви благодарам што сте со нас утрово. Добро утро, Анастасија, добро утро на прекрасни ваши гледачи. Мотивацијски говорник и тренер за личен развој. Тоа е една, кај нас се може да се каже понова дејност, меѓутоа на западот тоа е нешто што подолго време се работи. Пред да навлеземе подетално зошто мотивацијски говорник, како да започнеме од каде почна се. Кога почна приказната и како стигнавте тука каде што сте денеска? Веројатно приказната почна кога студирав во Соединетите држави. Таму отидов 16 години кога ја имав, отидов да играм кошарка, па се повредив, па не можев да продолжам со тоа што го сакав, но бев добар студент, се запишав таму на молекуларна биологија, на некој начин почнав да учам факултет таму, но во тој период додека тренирав, додека бев дел од тимот, кошаркашкиот тим, имаше многу мотивацијски предавања, имаше многу тренинзи кои што беа психички, како психата да ја развиеме, поради тоа што и во спортот и во животот победува човекот кој што верува, кој што знае да го контролира умот, поради тоа што имаме дел од умот кој што го контролираме, имаме дел кој што не го контролираме. Сега како да го контролираме оној дел од умот кој што на некој начин е против нас, кој што не ги дава сумнежите, кој што ни дава стравови, кој што има негативни работи кои што ни ги наметнува. И со тоа се соочив и имаше едно предавање кое што беше во средното училиште од еден мотивацијски тренер, од еден мотивацијски говорник и тоа остана врежано кај мене и добив желба да работам нешто слично и јас. Така да мислам дека почетоците се таму. Споменавте дека сте студирале медицина и сте можеби имале сон да станете кошаркар, бидејќи сте го тренирале тоа, меѓутоа животот некогаш знае да ни ги попречи плановите и да има некој можеби друг план за нас. Во таа насока, сте пробале кошарка, поради повреда не сте успеале, сте запишале медицина, иако ова што го работите е дел од она што значи терапија. Би сакала да им се обратиме на гледачите во насока на тоа дека многу често се случува да завршиме факултет, да се обидеме да најдеме работа, меѓутоа пазарот на труд е таков каков што е и не секогаш наоѓаме работа по струката што сме ја завршиле. Како да се соочиме со тоа, бидејќи вие сте одличен пример. Да, сте тука некаде е поврзано, меѓутоа сепак работите нешто што е ново и нешто што допрва ќе се развива тука во Македонија. Да, со мене случајно баш ова што сакам да го работам, и сакав да го работам, искрено да ви кажам, јас кога учев кожно и читав за кожните болести, пишуваше дека огромен број од нив се психосоматски, што значи болестите на кожата. Да, психа е ум, сома е тело, психосоматски болести. Имаше еден многу познат професор, доктор кожен, Коста Докчев, кој што беше пријател со мојот татко, кој што и тој беше доктор, и вика, не Жаре, вика, имаше некоја фрапантна бројка и баш знам, нема да заборам, он вика, не 70, 90% од болестите некојаш може да се поттикнати од стресот и од умот и така натаму. Секако дека има огромен број на болести кои што поттикнуваат од самото тело, но има огромен број на болести кои што се поттикнати од стресот. Мене тоа фактички ме наведе да учам, што е стрес, што е психата, што е умот, како да ја контролираме, како да ги контролираме емоциите. Емоциите се спој помеѓу умот и телото. Така да ти исто така имаат огромна улога, например, во како хормоните влијаат на телото. И јас се шегувам, иако не е тоа вистина, знаете, сте у превентивната медицина, не, јас искрено, иако завршив медицински факултет и бев првенец на генерација. Да, и уште еден податок дека сте завршиле со висок просек и бил првенец на генерација, меѓутоа не работите по конкретно што го знаете. Иако имав понуда од тогашниот ректор, имаше баш некоја програма да луѓето кои што имаат одличен просек да ја добијат работно место на клиника, но го одбив. Поради тоа што сакав да го следам тоа што мислев дека е мојот сон. И затоа што мислам дека секој човек на планетата е дојден да го заврши тоа што го има како мисија. И многу е битно да откриеме целта, што е тоа што нас не мотивира, што е тоа што зборевме, нели, за цели, за дадени работи кои што се многу битни во нашиот живот и ако човекот не го сонува сонот кој што тој го има.
И ако не иде по патот на визијата кој што тој мисли дека треба да заврши секој како конструктивна цел, мораме да имаме. И не е лесно, но многу е прави среќен. Знаете, да го идете патот по кој што сте замислиле, дека мислите дека сте тука или дека сакате. Мојата цел е да споделам знаење на луѓето и нема за мене поголема среќа од тоа кога ќе видам моите гледачи да ми пишат или на предавањето да го видиш тоа чувство дека човекот разбрал, дека направил некаков клик во неговиот живот и тоа е еден податок може да смени се. Ние сме битија, ние сме духовни битија, да имаме тело, но исто така животот не се состои само од тоа дека сме ние како единки, имаме фамилија, имаме група. Треба да работиме на се. За жал не учат ни на медицински факултет, ни на многу други факултети, може на филозофски, дадени правила кои што се поврзани со животот, но денеска сме соочени со тоа да имаме многу достапна литература на овие теми ни социјалните медиуми, е многу полесно. Порано, не знам, Огман Дино, го читавме, имаше прекрасни книги, сега имате огромен број на некој вид на мотивацијски книги кои што допираат до вас, кои што ќе ви дадат еден податок кој што навистина може да ви го смени животот, но тие податоци не секогаш ги наоѓаме или ги научуваме на факултет. Живееме во време кога стресот е секојдневие. Секој ден кога ќе станеме, можеби ние им викаме прво добро утро на гледачите и се обидуваме да не им... Многу убава програма. Благодарам. И ќе работиме да стане уште подобра. Меѓутоа, еве, ние се обидуваме со нашата утринска програма да им го минимализираме стресот, бидејќи многу често стресот е првиот кој што ни вика добро утро наутро. Во таква ситуација, како да го извлечеме најдоброто од себе и да знаеме кој е нашиот пат? Оно што го кажавте пред малку. Има ли некоја кратка реченица, мотивација, потребно е многу работа, меѓутоа она што сега како порака би го пратиле на гледачите? Како да го почнеме денот и да бидеме она што сме и најдобра верзија од она што сме, а при тоа да го минимализираме стресот и сите оние работи што не дефокусираат во текот на денот? Има едно правило, ќе го добиеме она на кое што ќе му дадеме внимание. Гледате, ако му даваме постојано внимание на негативното, ние го храниме негативното. Негативностите во општеството и околу нас зависат од нашето внимание. Ние сме во суштина многу моќни битија. Ако му дадеме акцент на негативното, негативното ќе се зголемува. Гледате, вниманието наше дава живот. Сте виделе некој ако не ви даде внимание колку неубаво се чувствувате, некако мртво се чувствувате, како може некој да ви инвалидизира, ќе ви игнорира. Гледате, и на тој начин ве прави помалку жив. Но ако на некој му дадете внимание, му се обратите убаво, едноставно расте позитивното во него. Но исто така и со општествените прилики. Ако постојано даваме акцент на негативните работи, тие стануваат огромни. И прекрасни се овие програми кои што ги водите поради тоа што навистина даваат акцент на позитивните работи во општеството, што е тоа добро што се случило и така натаму, поради тоа што на тоа што ќе дадеме внимание, тоа ќе се зголеми. На тој начин и ако ги едуцирате децата, гледате, не им кажувајте колку се негативни, не им давајте постојано критики. Знаете, луѓето другиот видите што направи детенцето, другарчето, така, најчесто такви споредби даваат родителите, да. Зашто не донесе, зашто 5 минус донесе, можеше 5, другарот 5 донесе. Тоа е начин на инвалидизирање. Гледате, ако му дадете на некој човек потврда, секојаш им зборам на гледачите, дајте 3 потврди, 3 пофалби и една критика. Зашто ако човекот постојано го критикувате, ќе развие зид помеѓу вас и тој што критикува. Никој не ќе да слуша само негативни работи во врска со него. Ако постојано некој ми кажува негативни работи во врска со мене, тогаш негативното во мене расте и станувам несигурен. Но ако даваме потврда, ако го најдеме позитивното, а секогаш го има позитивно, некојаш луѓето ќе ми речат, ама јас сум реален или реална и затоа го кажувам негативното, се извинувам, ама реални сте поради тоа што сте у тој момент негативни. Човекот го гледа она кое што го има во себе. Или негативност е ваша реалност. Точно. Значи, на негативните луѓе негативноста е реалноста. Кога сме позитивни, кога сме ентузијастични, кога сме оптимисти, што е тоа што го гледаме? Го гледаме доброто. Затоа што нашата емоција ние диктира реалноста. Гледате, нашите очи гледаат според тоа како се чувствуваме. Така доколку работиме на себе, доколку секој еден има одговорност да стане попозитивен, ќе ги гледаме убавите работи во општеството, а ги има многу богами.
ги има многу и ќе се обидеме ние да ги презентираме сите оние убави работи во општеството и сето она што се случува. Еве од афирмациите и позитивните работи што ги направивме денес, ќе си кажеме честитки за нас двајца што го државме ова интервју, што направивме кратка анализа и кратка емисија за гледачите да можат барем денешниот ден да го започна со добра мисла и позитивна мисла. Ви благодарам многу што ни бевте со нас оваа цела недела за да ги мотивираме нашите гледачи, да си се мотивираме и самите себе. И се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја друга прилика, во некоја друга емисија, може ќе смислиме нешто ново. Ви благодарам на вас, честитки и благодарам до гледачите кои што дават внимание на вакви убави емисии како што се вашите. Благодарам уште еднаш и убав остаток од денот. Колеги, ова беше разговорот со професор Жарко Костик, зборувавме за тоа по кратки црти се обидовме да го сумираме сето она што досега го зборуваме, тоа е да се обидеме да му дадеме предност на позитивното во нашиот живот, а негативното да најдеме начин како да го направиме позитивно, а ќе го направиме ако се фокусираме на убавите и на добрите нешта во нашиот живот. Утринската програма на Алфа телевизија е токму тоа. Останете во позитивно расположение и со нас, почитувани гледачи, и се гледаме повторно.